во топ тема на ваша страна. Вечерва ќе дебатираме дали може да се стави крај на сомнителните тендери, местенките, набавките во 4 очи или со еден збор на корупцијата во Македонија, на која годишно се троши 1 милијарда евра народни пари. Вечерва во студиото на топ тема на ваша страна се Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации, чија специјалност се токму јавните набавки. Тој ги следи и анализира последниве 13-10 години. Сладјана Тасева од Transparency International Македонија, која мери и анализира корупцијата. Последниот извештај токму вчера го презентиравте. Македонија убедливо на дното по степен на корупција на цел Балкан. И Татјана Штериова, советник во Стопанската комора, која ќе ни ги презентира ставовите на бизнисот во Македонија за она што владата го најави како измени во законот за јавни набавки, со кои има за цел токму да ја запрат корупцијата и се она што се случуваше изминативе десетина години, но и повеќе, можеби од самостојувањето. Половина од истрагите на специјалното јавно обвинителство се водат токму заради сомнителни тендери. Поканив и представник од Министерството за финанси, како и директорот на Бирото за јавни набавки Ѓорѓи Георгиевски, но тие решија да не учествуваат во вечерашната емисија, иако ја почнаа презентацијата на измените на законот, очигледно повеќе сакаат да учествуваат на дебатите кои самите ги организираат. Пред да почнеме со дебатата, предлагам да го видиме истражувањето на Виолета Зајкова Стојановска за првите критики и забелешки за владините предлози за новиот закон за јавни набавки. 621 институција во државава биле нетранспарентни во јавните набавки, а само 5 имаат солидно ниво на транспарентност во постапките. Анализата за отчетност што за 2016 неодамна ја направи Центарот за граѓански комуникации покажа дека иако за јавни набавки овие министерства, секретаријати, собранието и службата за општи заеднички работи потрошиле околу 170 милиони евра, ниту една не го запазила критериумот за направена проценка за потребата за набавка, контрола и следење на спроведување на договорите. Ваквите апсурди се очекува да бидат сведени на минимум со новиот предлог закон за јавни набавки. Забелешки за понудените решенија стигаат од сите страни, а Градежната комора веќе наброја 20 точки со кои очекуваат да се надминат нелогичностите, да се подобри квалитетот на набавките и да се зајакне транспарентноста на постапките. Една од нив е критериумот економски најповолна понуда, која се воведува наместо најниска цена. Бизнисмените бараат најповолната понуда да се утврдува по критериуми кои ќе бидат различни за групи во стопанството. Само така според нив ќе се стави крај на досегашната пракса, на сметка на цената да се добие лош квалитет. И градежниците, а и вкупно целото стопанство кај нас почива на детали. Значи ние можеме да донесеме форма ако не детализираме што конкретно мислиме и што конкретно бараме, формата ќе стане општа и ќе може да се на различни начини толкува. Има две варијанти, или државата сака да гради квалитетни добри објекти или сака да гради ефтини објекти. Ние ценевме дека до сега со законот за јавни набавки беше даден токму акцентот на тоа дека државата сакаше ефтини објекти да гради. Што не го делиме тоа мислење. Затоа и последиците од целиот процес што ни се случува, мислиме дека тек допрва ќе се почувствува. Отворено прашање засега е следењето на реализацијата на склучените договори, бидејќи како важечкиот, така и нацрт законот не предвидува строги механизми за контрола на обврските утврдени со договорите за јавни набавки. Ние можеме да имаме систем кој е перфектно добар и кој детектира сите сомнителни случаи, но тие сомнителни случаи треба некој да ги потоа открие, да ги анализира и да види дали тие сомнителни случаи се можност за манипулација. Имаме констатирано како здружение проблем дека што и да донесеме, најголем проблем потоа е спроведувањето на истото. Тука затајуваме. Во насока на поголема транспарентност без малверзации треба да биде и интернет страницата на електронскиот систем за јавни набавки. Иако сега се нуди можност да се види исклучениот договор со вредност и договорни страни, истражувачите од Бирн велат дека мора да се внимава на тоа дали фирмите и институциите се држат до тие договори, зашто јавните набавки остануваат можен извор на корупција. Колку пати сме гледала огласи кои што била практично нацртани
да одговараат на потребите на одредена фирма. Дали се работи во делот на број на вработени, начинот на кој што треба да биде испорачана услугата и така натаму. Така што дека е потребно поголемо следење, апсолутно. Мислам дека кај нас јавните набавки беа и се уште се главен извор на корупција. Интернет страницата на електронскиот систем за јавни набавки, особено новата алатка за отворени податоци, е комплексна и таа мора да се поедностави за да може да ја користи секој човек. Податоците кои се нудат не можат да се нарекуваат отворени, вели Петрушева, бидејќи преку слики во боја се нудат само селектирани информации, кои потоа тешко може да се проверат и анализираат. Ние можеме да видиме дека вкупниот број на јавни набавки бил, да речеме, 2000 со вкупна вредност 20 милиони, меѓутоа и со, да речеме, 300 фирми. Меѓутоа, кога тргнувате да пребарувате одредени фирми, фирма по фирма, да видите зашто склучиле договори, во кој период, во која вредност, вие добивате, да речеме, вкупна информација. Ако сакаме да зборуваме отворени податоци, тогаш бирото би требало на нас да ни понуди да не ги понуди податоците во поинаков формат. Значи, ние тука немаме податоци во Excel или во било кој друг формат, кој што потоа би можеле да ги споредуваме и сами од тоа да видиме што е тоа што ни треба како податок. Податоците на Бирото за јавни набавки покажуваат дека во 2018 година биле склучени 1223 договори со вкупна вредност од 52 милиони евра, а поништени се 858 постапки. Најчестата причина била тоа што не била доставена ниту една понуда. Лани пак биле потрошени 40 милиони евра на 484 набавки направени без оглас или во 4 очи. Да, тоа се првите критики и забелешки. Главен аргумент на владата, нудејќи го овој закон, е дека веќе нема да биде главен критериум најниската цена, туку најквалитетната понуда и како тоа да ги решава сите минати проблеми во јавните набавки. Дали е така? Тоа е главната новина во законот на вистина. До сега набавките се избираат според единствен критериум најниска цена. Од таму ги добивме оние танирчиња во болница со едно парче лепче и едно јајце и така натаму. Значи тоа е најниската цена. Тоа се промени, сега е квалитетот или економски најповолната понуда ќе биде основен критериум. Натаму е аукцијата која што носеше до цени од 0,01 денар, спуштање надолу, не е веќе задолжителна. Значи имавме јавни набавки од 0,01 денар. Да. И исто така некакви објавување на плановите за јавни набавки, на договорите и така натаму. Тоа се клучните и носење целосно нов закон. Стариот закон веќе беше толку тежок, сложен, речисти неприменли веќе, што не можеше веќе да се дотерува, да се менува. Директивите не фатија и со старата не бевме согласени, дојде нова, значи од 16-та, така што требаше веќе нов закон. Од друга страна се воведуваат и некои нови работи кои што навистина ние како Центар за граѓански комуникации после анализите што ги направивме, консултации со бизнис секторот, со луѓето што работат јавни набавки, кои што навистина може да фрлат сенка повторно на законот и ако остане ваков кој што е, јас верувам дека и тој повторно ќе мора да се менува за да се допрецизира, доработи и така натаму. Повторно отсуствува контрола во сите постапки. Да одиме едно по едно со работите. Најпрво ова со велиме најквалитетната понуда. Кој ќе одредува што е најквалитетно? Значи првото прашање. Тоа е оставено на институциите што набавуваат. Може да одредат цената врз основа, да изберат врз основа повторно на цената, кој станува збор за стандарден производ, вода, хартија за печатење, не знам, електрична енергија, таа електричната енергија, нема што квалитетот, значи битно е кога ќе ти дојде цената. Да, мака и лекови, кај храна, например. Може врз основа на квалитетот, врз основа на трошоците на живот и разни други критериуми. Тоа што е тука сега опасност, да кажам црвено знаме за корупција, мора тоа прецизно да се утврди однапред како ќе се избере одреден производ или услуга, за да не испадне повторно
дискрециско право на комисијата или на тие што бираат кој производ или која услуга ќе избере. Значи, мора точно да се утврди како ќе избираме врз основа на кои критериуми, што колку бодови ќе носи и точно да победи на вистина таа понуда која што ќе собере најмногу бодови врз основа на тие однапред утврдени во некои земји знаете дека оде до 2 децимали бодувањето. 3,25 поени носи ова и се собира на крај. Значи, тука е оставен многу широк простор за сега во нацрт закон. И мора да се прецизира. Дали со подзаконски акт, дали со правилник, дали со нешто, мора да се прецизира. Затоа што го имавме ова порано и раѓаше голема корупција, се отиде крајност никаков квалитет, најниска цена, сега повторно се нуди другото, меѓутоа мислам за земја како Македонија, бидејќи ова е од директивата исто така препишано, но дали ист бизнис се прави во Македонија и во Германија? Дали сме на исто ниво и како свест и како видовме каде стоиме на скалата? Тасева, дали гледате во ова одредба ризик за корупција? Јас прв пат кога го видов тој текст, кој што не знам ни која фаза е, дали е нацрт или предлог, мојот став беше дека уште сме далеку од тоа дека ќе имаме некаков солиден текст на закон. Таму има многу проблеми од аспект на корупција или можности за корупција. Тој закон или тој текст воопшто не поминал тест или проверка на ризиците од корупција. Таму постојат повеќе покрај оваа работа, која што зависи од тоа како ќе се применува, постојат и други делови или одредби во законот кои што дури одати во дискреција, дури оставаат простор некој да одлучи како сака да постапи или така или овака, значи мора дополнително да се уреди. Апсолутно не, одредбите за транспарентност се само формални, значи тоа е само како да кажеме дека дали има... во оваа одредба за најквалитетна понуда веќе се кријат такви? Герман вели не се ако се прецизираат, можеби ќе се реши. Прашањето на прецизирање кај нас секогаш е проблем. Секогаш е проблемот во тие што го применуваат законот. Ние вакви слични закони имаме во Европа. Директивите ги спомна Герман. Тоа е уредување на правилата на однесување во јавните набавки на земјите членки на Европската унија или оние кои што се кандидати за членство. Таму нема проблем. Меѓутоа, таму тие што постапуваат, дали е тоа една институција која се занимава со јавни набавки за сите министерства, меѓутоа таму има многу јасни правила и децимали, како што кажа. И тие што учествуваат однапред знаат дека мора да покажат дека имаат прво 5 вработени, дека се регистрирани во таа дејност, дека работеле вакви, имале слични вакви набавки со други институции, од каде им потекнува. И сето тоа се вреднува и се подува на начин што на крајот ќе ви даде резултат кој што е многу прецизен. Ние секогаш имаме проблем во практиката. Измислуваме само правила, меѓутоа однапред се договараат тендерите. Однапред се знае што ќе напишеме во критериумите кога ќе бираме нешто, затоа што тоа му одговара на овој наш да се прават конкретно за тоа што треба да ги добиеме. Проблемот е, еве го имавме еднаш ваквиот модел, па се донесе поинаков модел, па се формираше совет кој што требаше, не знам, да прави некоја супер контрола, излезе дека е целосно неефикасен тој модел и сега пак се враќаме тука, но немаме овде ова не е брана од корупција. Кога ќе слушнеме дека можеме ние да бидеме таму, да ги видиме критериумите на време и пред време, да следиме како се случува процесот, да обезбедат малку транспарентност и надворешна контрола, за да се види дека тоа навистина ќе се применува како што е замислено. Инаку далеку сме се уште од сигурност. Штедиве, од аспект на бизнисот, како ви изгледаат овие? Која е главната забелешка при изборот на понуди и квалитетот и докажување на најквалитетна понуда? Што се однесува до критериумот за најниска цена како критериум за избор на најполна понуда, тоа години наназад беше првата и главната забелешка на бизнис заедницата, така што не радува тоа што предложените законски решенија предлагаат отстапување од тој модел. А дали ќе биде соодветно
прецизиран моделот за да одговори на потребите, останува да видиме. Тоа што ние како комора го сакаме да го истакнеме е подготвеноста на Министерството за финансии и на бирото да се разговара за тоа. Значи, ова временска динамика која што се предлага, која што вклучува сет на јавни расправи и можност за да се изнесуваат коментари. Денешнава дебата е еден од тие чекори за да воочиме што би можеле да бидат проблемите, каде би можело подобро да се регулираат некои работи. Сметам дека може да придонесат за подобри, попримливи правила. Ние често во комората се повикуваме на една изрека од поранешен британски премиер Хауард Вилсон, кој што вели подобро е комората да ја имаме како партнер во конципирањето на законите, отколку како опонент во нивната примена. И во таа насока ние покажуваме подготвеност активно да работиме, значи да ги сумираме сите предлози. Да, но веќе добивте забелешки од градежните компании, слушаме од прилогот. Први се јавија со конкретни забелешки и според нив не е прецизирано се уште и во овие измени кои компании ќе може да учествуваат од градежништвото. Тие бараат да не учествуваат компании кои не се градежни, тоа не се случувало или формирани пред да се објави тендерот. Или ситуација каде што компанија била ангажирана само како подизведувач или изведувала само некоја минорна работа во голем проект, а кога ја поднесува тендерската документација, таа дава образложение, односно поднесува документација дека има искуство на проектот одредена вредност или во одредено време траење, така што тука ќе треба да се допрецизираат критериумите, а во однос на самото определување што ќе се смета за економски најповолна понуда, нашите предлози, првични согледувања се насочени кон предлогот да се со подзаконски акти да се пропише методологија, правилници, значи како модел тендерска документација, модел договорите кои што и досега ги применуваше Бирото за јавни набавки, така и предлагаме секторски да се дефинираат услови, критериуми, дури што е можно подетално, основи како ќе се проценува во секоја конкретна ситуација, што е тоа што може да се добие како најдобар квалитет за цената која што се нуди, за да се најде таа средна точка помеѓу двете вредности, тоа што во моментот беше исклучено целосно како опција. Владата презентирајќи вели се ќе биде транспарентно. Од прилогот ја слушнавме Ана Петрушева од БИН, вели напротив. Гледате ли вие транспарентност во следење во го спомната сева? Има неколку одредби. Значи задолжително се објавуваат по прв пат веќе во историјата плановите за јавни набавки, кои што до сега ги обезбедувавме само преку Законот за слободен пристап. За оваа година веќе да, договорите за јавни набавки, ако во договорите горе-доле ништо не пишува. Со кој исклучил договор, колку е вредноста, рок на изгледба и такви работи. Значи тоа се некакви однапредадени образци кои што само се пополнуваат, меѓутоа тие се веќе јавни. Мислам дека доста површински се третира транспарентноста до овој аспект, затоа што има многу други аспекти кои што може да се во законот како задолжителни да се одредат. Например, веќе во светот е пракса секоја институција на својата интернет страница задолжително да ги објавува огласите за јавни набавки со кои има склучено договор, што, како, бидејќи секој прво оди на страната на институцијата ако сака да се информира за набавките. Во лани правевме едно истражување меѓу 400 испитаници од цела земја, бизнисмени, граѓани и невладини медиуми. 94% велат дека немаат информации за тоа како се трошат парите преку јавни набавки, што е огромен процент, а исто така доминантен процент вели дека тие информации ги бараат или сакаат да ги најдат на интернет страниците на институциите. Електронскиот систем за јавни набавки беше и овде презентиран. Има многу податоци, но тој за човек што не го познава, јас би му дал еден час на некој една информација да ми најде, нема да ја најде. Бизнисмените можат се снаоѓаат во тоа или тој систем е наменет за бизнисот и за институциите да ги спроведат набавките. Практиката е најчесто дека фирмите кои што деловното работење го насочиле кон аплицирање на тендери, обично определуваат човек кој што се специализира само за тоа, затоа што е обемна документација. Да,
едноставно личност кој што ќе биде насочена и работните задачи ќе му се посветени точно кон тоа да ги следи објавените повици и да ја подготвува потребната документација. И сега замислете, замислете дека 95% од сите фирми во Македонија се микропредпријатија со 2-3 вработени. Има тие да човек посебен што знае компјутери, IT, што знае да се специализира за јавни набавки. Значи, апсолутно не е тоа наменето за или не е поволно за микропредпријатијата, ама некако го земаме несериозно тоа кога ќе кажеме, а не е за микропредпријатија. 95% се микропредпријатија од 40.000 регистрирани. Па ако за нив не е нешто, тогаш за кого е? За истите фирми што ќе објават тендер и сами да се конкурираат. 5.000 фирми се регистрирани на системот, што значи учествуваат на тендерите. Само 5.000 фирми. 20 фирми добиваат 1/3 од сите тендери во Македонија. Вредносно. Па сега замислете колку е тој пазар концентриран кај големиот капитал, да кажем, или кај средните и можеби големите предпријатија. Та се ова изгледа како веќе да е востановено. Може ли да се разбие овој круг во кој се вртат истите? Да, и ова не е некако како вечна тема, постојана тема овој системот за јавни набавки и никако да излеземе од овој круг некако. Еве го имаме и овој електронскиот систем, имавме нови закони, меѓутоа се уште како да тапкаме во место. Мислам, пак ќе се вратам на тоа дека станува збор за волјата како сакаме нешто да спроведеме и дали сме подготвени да вистина да ги направиме работите да бидат такви какви што треба да бидат. Гледате ли подготвеност кај владата со оглед на овие предлози, на овој нацрт закон? Ако јас го гледав од аспект овој закон го читав јас од аспект на ризици за корупција, транспарентност, судир на интереси и се она што повеќе влегува во нашиот аспект на работењето, можностите за корупција. И гледам дека тука има поприлично слаби точки од тој аспект. Нема промена во однос на стариот закон. Во однос на тоа нема промена. И затоа сум јас резервирана. Значи, ние треба тоа да го отстраниме. Да биде јасно дека не сме тука да се дозволи ништо што ќе предизвика сомнеш за судир на интерес, за непотизам, за местење. Сакате да кажете уште има многу простор за директни, за договори во 4 очи и со овие доколку го донесеме овој закон. И тоа постои како можност. Таа постапка е законска. И во законот и во директивите, но многу треба да се ограничи низината примена. Значи, не е само да кажеме има ли можност за договарање во 4 очи. Секаде постои таква можност во светот. Ама како тоа се прави е прашањето. Значи, да, како се прави во светот, бидејќи... И за тоа постојат правила. Треба прво да се помине еден дел од постапката, да се објави тендерот, да помине, или пак да станува збор за нешто што е многу специфично, што нема никој друг не го произведува. Единствено од тука можам да го купам и само со вас можам да се договарам. А за другото, за се треба да се обезбеди конкурентност и треба да постои конкуренција заснована на однапред познати факти и критериуми за сите. И секаде во светот, кога ќе зборуваме, тие што ќе изгубат знаат однапред како стојат спрема другите. Значи, тие се согласуваат со тоа затоа што очигледно дека овие другите понудиле нешто на што можеби не сме се сетиле, тука малку попуштиле во цената или нешто друго, ама тој надпревари таа конкуренција. Тоа е здравата конкуренција и здравиот надпревар. Кај нас се уште се размислува и сега додека се пишува овој закон, како да се остави простор, некако да се пропне нешто, да се започнати нешто. Тука не гледаме во тој дел, јас не гледам подобрување. Кој е најслаба алка според вас? Кој е најслаб предлог кој најризичен за корупција од она што го има во законот? Освен, значи, следењето... Мислам, ние имаме лоцирано две точки. Знаете сега дека во моментов сите набавки над 500 евра одат на тендер.
Да. Со новиот тоа се закон укина. оваа граница се подигнува на 10.000 евра за стоки и услуги и 20.000 евра за работи. За сите набавки во овој износ, а тоа се 60% од сите набавки се под овие износи, се воведува некаков електронски пазар, e-маркет, на кој што фирмите ќе ги стават своите производи, а институциите, ако има 3 понуди, од 3 понуди избираат најповолната. Ако нема 3 понуди, тогаш одат на тендер. Тука мене ми е најсивата зона. Значи, ова мора многу прецизно да се регулира, затоа што, ќе повторам, 60% од договорите се на износи помали од 10.000 евра за стоки и услуги и 20.000 евра за работи. И втората работа, повторно отсуствува, иако во извештајот на Европската унија секоја година се бара, да се следат набавките во целиот циклус. Значи во сите фази. Планирање, спроведување, а не само објавување и сега е контрола воведена само во првата фаза. Бирото ќе ги контролира по секој 10 тендер и оние поголемите, тендерските документации и огласите. А потоа до крај нема никаква контрола. Од друга страна има прекршочни санкции, ако не направи ова, ако не направи она. Не е јасно кој ќе следи, дали тоа некој ќе го направи, и уште понејасно, еве овде правници, кој ќе ги изрекува тие санкции. Да има санкции, да не е јасно кој ќе ги утврдува и кој ќе ги изрекува, мене, еве јас сум економист, не сум правник. Да, мислам, апсолутно процедурите допрва треба да видиме што е целта, како ќе се спроведуваат тие процедури и на што ќе се однесуваат конкретно кога ќе станува збор за конкретна ситуација, како тоа. Има дамо и една одредба како вика може некој да биде исклучен од учество во тендер како резултат на корупција или поради сомневање за корупција. Во која фаза постои сомневањето? Дали е претходно учесник во корупција? Во тој момент, што се случува со тендерот додека тоа се расчистува? Значи има некои ситуации кои што кој ќе утврдува корупцијата, бирото? За дискреција, апсолутно. Како тоа можеме да исклучиме некого поради корупција која што не кажуваме кога била утврдена, како била утврдена, зошто би го исклучил и кој може да го исклучи. Значи има затоа велам многу работи кои што се и прашање на дискреција, а ако ги оставиме така, ќе почнат да се применуваат и нема да можеме да се справиме после со враќање назад на таа работа. Штериова, што кај бизнисмените е најслабалка од овие вредници? Моментално важичкото решение кое што го уредуваше критериумот на најниска цена како единствен критериум за избор на најповолна понуда, помалку или повеќе ги обесхрабри фирмите да земаат учество во постапките за јавни набавки, како што беше кажано и во прилогот на почетокот, 858 јавни набавки биле поништени затоа што воопшто ниту еден економски оператор не поднал понуда на објавениот оглас, што е обесхрабрувачки поради тоа што мислам дека првично решенијата треба да се насочени кон тоа да се зголеми конкуренцијата, а тоа ќе се случи така што фирмите ќе вратат довербата дека може со квалитетот, со условите што ќе ги понудат тие да успеат, односно да бидат избрани како најповолен понудувач. Какво е расположението во моментот? Моменталното решение доведе до тоа она негативна аукција, односно на некој начин дури се сведуваше на трка до дното, доведуваше фирмите да се откажуваат затоа што имаме компании кои што например нудат производи од определен бренд или определен квалитет кои што самите за себе ги имаат тие карактеристики, меѓутоа кога системот бара единствено да се покаже дека ќе се понуди најниската цена, тие учествуваат на 1, 2, 3 повици, се откажуваат во моментот кога ќе стигнат под границите на исплатливост на нивното работење и понатаму го губат интересот да се пријават на било која следна постапка, односно на било кој следен распишан оглас, така што очекуваме дека промената на самиот модел како ќе се избира најповолната понуда би требало да придонесе оваа состојба да се промени. Колку подобро ќе бидат дефинирани тие критериуми, толку подобро сметаме дека ќе се применува. Често се откажува и заради трошоците
тендерската документација? Дали тука очекувате промени, дали има предлози тука? Па, дел од активностите... Тоа се користеше и да се одвратат. Во минатото многу големо административно, па и финансиско, па и временско оптоварување беше прибирањето на самата тендерска документација. Сега, делумно некои работи се веќе надминати, како што е принципот на тендерско досие, целиот пакет на документи кои што им се потребни. Фирмите можат со еден потек да ги добијат од централниот регистар, така што дел по дел се надминуваат прашањата, меѓутоа се уште има многу отворени прашања, како што е, например, ситуацијата за банкарските гаранции, кои што се бараат да се приложат. Многу често и во ситуации каде што тоа повеќе предизвикува трошоци и оптоварување за фирмите да ги обезбедат, од што тоа има некаков ефект на јавната набавка која што се распишува, односно на огласот кој што се распишува. Така што постојат многу полиња за подобрување на состојбата. Да, довербата општо во тендерите, популарно наречени, е многу ниска. Тоа треба секако да се подигне. 2,9 е просечниот број на понуди. 2,9, не е ни 3. Значи минимум конкуренција е некоја. Минатите години мислам дека стигнуваше 2,4, 2,5. Имаше 2,4, 2,7, значи сега е 2,9. Кажав колку малку фирми учествуваат на тендерите. 30% од тендерите на 30% од тендерите има само еден понудувач. Кој е избор од еден? Некогаш ние, бидејќи имаме канцеларија за правни совети, имавме голем број на луѓе, представници од компании кои што доаѓа кај нас со поплаки за тендерските постапки. Не поднесуваат и кога ќе поднесат приговор, па не се решава или начинот на кој што се постапуваше, и после 1-2 обиди, најчесто ставот беше повеќе нема да учествува. Значи и самата постапка ги одвраќаше од тоа. Значи нема тука фер, ако ти сметаш дека нешто не било направено коректно, дека ќе можеш да се жалиш и дека ќе има соодветна постапка. Но меѓутоа, еве, вие сте и правник, со недоверба и во судскиот систем, доколку се донесе законот, еве, и се клучат многу од овие забелешки, ќе се зголеми ли довербата доколку луѓето немаат каде да се пожалат? Еве, на крај престана и да се жалат, и според податоците престанале да учествуваат. 3% е односот на жалби во однос на тендери. 600 значи се откажале дури и да се учествуваат на тендерот. Значи и да се жалат. Едноставно кренале раце. Тоа што си однапред договорено дека ќе си се прави, си се тера, другото луѓето си чекаат некои подобри времења очигледно. Дека проблемот постои со јавни набавки уште од подамна е зборува и криминалната политика. Да спомнавте судови, во кривичниот законник се воведе и многу тешка квалифицирана одредба за злоупотреба на службена положба во јавните набавки, каде што минималната казна е 7 години затвор. Значи, меѓутоа ние немаме ниту една постапка од тој. Не е изречена, значи, ниту е изречена, ниту е поведена, а имаме големи сомневања за злоупотреби во јавните набавки, барем во изминатиот. Да, јас ги споменав истрагите на специјалното јавно обвинителство, половината се... И државна институција, Државен завод за ревизија, вели дека најголем дел од забелешките кои што ги откриваат ревизорите се токму во областа на јавни набавки. И тие таксативно ги набројуваат колку проценти кој прекршок учествува. 2 доминираат со по 12%, слабости во фазата на планирањето, значи ова што се кажа во прилогот, и слабости во фазата на реализацијата. Тие две фази пак се оставени во законот нечепнати. Ама тие се клучните. Значи, набавките, поимот за целисходност на јавната набавка, кај нас не постои. Зошто нешто ни е потребно, односно го планирам. Сакам да купам 500 компјутери. Добра. Зошто? Како изброја 500? Како изброја дека од тој модел ти требаат? Зошто од годинава? Во Германија знаете дека не може да набавите опрема порано од истекот на нејзиниот век според амортизациониот план. Ако 10 години 10% амортизација на мебел, значи трае 10 години по 10%. Пред 10 години вие нова маса не може да набавите.
Освен масата, ако е непоправливо скршена, па немаме на што да работиме. Кај на секоја власт малте не ја менуваше Целата го менуваше опрема и во фазата на реализација. Дури на локално. Сме побарале ваква чаша? Дали сме добиле? Дали таа има таа функција? Кој тоа го контролира? Тоа останува сива зона. А знаеме дека корупцијата се договара пред тендерот, а се реализира во реализацијата. Значи, тие две клучни точки и директивите многу не се занимаваат со тоа, меѓутоа ќе кажам, мене ме интересира овде во оваа земја живеам и сакам овде тоа да се регулира. Како купуваме чевли? Знаеме, имаме сума, не знам, 2000 денари, одиме во сите продавници, па дали биле кожени, дали биле од скај, дали биле за дожд, дали биле за дали нешто ќе ми одговараат, па додека ги купиме 3-4 пати ќе прошетаме и на крај мислиме дека за тие 2000 денари сме го добиле најпотребното. Така треба да се купува во јавните набавки. Ние за собствените пари повеќе се грижиме него за тугите. А туѓата пара знаете дека треба, што велат 4 очи да се отвори, значи повеќе од двете собствени очи. Да, меѓутоа тие ги трошат нашите пари. Така да ние се грижиме за тоа. Да. Колку во мерењето на степенот на корупција што го објавивте вчера се јавните набавки или најголем дел од критериумите? Видите, да тие се оценката на индексот за перцепција на корупцијата се однесува на работењето на јавниот сектор во неговата комуникација со бизнисот. Значи, и двете овие работи се апсолутно релевантни. И најголем дел од истражувањата кои што се користат за формирање на индексот за перцепција на корупција се економски индикатори и дел кои што се однесуваат на работењето на јавната администрација. Така да тоа се клучните работи и се она што ни се случуваше меѓу тоа и најголем дел проблемот со јавните набавки кој што никако не го надминавме и кој што стана многу сериозен извор за корупција, сигурно придонесе да се најдеме толку ниско прв пат после толку години на индексот за перцепција на корупцијата, затоа што ние не успеавме овој проблем да го решиме. Не го решивме ниту проблемот со институциите, ниту проблемот со судовите, со судството како гарант на владењето на правото и во сите ситуации кога тоа ќе биде загрозено и ние се соочивме за прв пат во историјата откако се рангираме, односно Македонија рангирана на тој индекс, да бидеме на 107-то место. Тоа до сега никогаш не било. Значи, од целиот Балкан сме од последни? целиот Балкан и пошироко. Значи, да. Значи, полошо е и од Босна и Херцеговина, сите се пред нас, да, ние сме со Етиопија, значи, полошо е, сите тие другите се пред нас. И Србија, и Црна Гора, и Косово, и Босна и Херцеговина, сите имаат и Албанија. Сите дури и се напредок може би се бележи. Да, сите се подобри на индексот за перцепција на корупцијата од нашата држава. Но ние, ќе кажам, ние не успеавме, постојано зборуваме за нешто дека ќе се прави и не успеавме до сега соодветно, адекватно да одговориме на сите овие проблеми. Само се вртиме во круг. Имаше пред неколку години една анкета на ОПСЕ и на Државната комисија за спречување на корупцијата, во која што меѓу бизнис секторот 72,5% изјави од испитаниците дека мора нешто да направат за да го добијат тендерот. А во тоа нешто имаше излистано, дали да дадат подкуп, да повлечат политички врски или роднински било какви, или некој друг вид на против услуга или друга форма на корупција, 72%. Ние лани спроведовме анкета меѓу бизнис секторот од цела Македонија, исто оди над 80% од испитаниците велат дека сведоци, значи знаат дека има корупција во јавните набавки, што се огромни проценти, што се совпаѓа со ова што Тасева го... Штирија, дали многу фирми се фаворизирани, тоа е и проблемот со корупцијата. Во бизнис секторот, дали имаат некакви предлози како тоа да се надмине со новиот закон? Дел од може би решенијата што би придонеле за надминување на овие состојби се содржани во врската за објавување на годишните планови за јавни набавки,
тука би потенцирале, односно нашите предлози би се насочили кон тоа што е можно поширок круг на консултации и технички диалог да се спроведува и пред самото објавување на планот, годишниот план, меѓутоа и во текот на неговото спроведување, односно пред распишувањето на конкретниот оглас. И второ, нашите првични согледувања се дека транспарентноста може да придонесе да се зголеми на некој начин интерно контролата, така што најдобро можат да контролираат и да реагираат другите учесници во постапката. Така што би препорачале објавување на целокупната, односно да биде достапна целокупната тендерска документација на сите други кои што учествувале на јавниот повик, тоа не само што би придонело тие аргументи, односно податоци да послужат како основа за поднесување на правни лекови, меѓутоа истовремено можат да бидат и некаков индикатор за да се спречат, односно да се реагира на времено на некои состојби. Увидот мислам дека е дозволен друг начин, нацрт законот. Ние со години баравме учесниците да имаат право на увид во сите документи, но тоа е нели отпосле откако ќе во завршната фаза, за да подготват жалба ако сакаат или да се подготват за грешките за следниот пат. Тоа е овде предвидено. Досегашното решение предвидуваше само еден сумарен извештај кој е избран под кои услови, меѓутоа увидот сега вели во целокупната документација што е еден чекор напред, но се сеќавам лани имавме група експерти во Црна Гора, одевме тие 2 години го работат новиот закон, а го имаат отворено поглавието веќе 4 години за јавни набавки, па видите вие колку се преговараат јавните набавки со Европската унија. Тие велеа дека за се што тие се во друга фаза, така? Ние не сме во таа фаза. Велат за секој член што ќе го напишеме во законот, го испраќаме во Брисел и тие ни велат ова што го спомна Тасева, која ви е анализата, врз основа на што мислите дека ова е најдобро решение? Па тие назад прават анализа за да го подкрепат тоа решение дека нема да даде нели искривени после во примената Значи мора, тоа е една методологија на која што инсистираат од Европската унија дека мора да почнеме да ја применуваме. Голем дел од државите во регионот прифатија веќе модел дека секој текст на закон кој што оди во собрание мора да има веќе една таква анализа, и ако без тоа не може да оди понатаму во постапка, за да биде исчистено од сите ризици од корупција. За тоа треба повеќе време, се разбира, да се одработи конкретно еден текст за да меѓутоа кога ќе се донесе веќе ќе нема дилеми, освен политички можеби за никој. Мораме полека да ги прифатиме тие процеси, дека така треба да се однесуваме кога носиме закони, за да може да бидат квалитетни издржани и да нема ризици од мината. Како ја прашав и вас, како да се избегне да се фаворизираат компании? Дали со овие предлози тука, бидејќи имавме само со јасни критериуми. Мора да постојат многу јасни критериуми кои што на сите ќе им бидат однапред јасни и на секого да му биде однапред овозможено под еднакви услови да учествува во одреден тендер, ако самиот проценил дека може да учествува на тој тендер. И само така ќе можеме ние да ги избегнеме сите сомнежи дека тука нема местенки однапред. И со честни намери на тие што ги спроведуваат тендерите. Ние досега се навигнавме на тоа дека однапред се договара. Однапред тоа е веќе се пишуваше, се сеќавам на еден случај во Министерството за внатрешни, колку треба да биде дебелината на лимот за табличките, каков квалитет треба да биде црната боја, каков квалитет белата боја и однапред се знаеше кој треба да го добие тој тендер. Значи ние за да се стекне довербата и да се појави и таа здрава конкуренција, треба еднаш да ги убедиме луѓето дека навистина се сменил целиот систем. Почнувајќи од законот, па понатаму до сите институции, за довербата, но и до судската малку повеќе. Сега ќе направиме една куса пауза за реклами и продолжуваме со дебатата. Најмногу сомнителни набавки во минатото имаше во општините, но историјата како да се повторува. Само по некој месец на функцијата, градоначалници прво се пожалија на празните општински каси, а потоа набавија скапи автомобили
и некои чудни јавни набавки. Тоа го анализираше Александар Манасиев. 100 литри пиво, квалитетно бело и црно вино, 10 литри гроздова ракија, исто толку виски и бренди. Ова е дел од огласот за јавна набавка што го спроведува општина Ранковце, преку кој на едно место се бараат средства за дезинфекција и џогери, но и алкохол. Иако е јасно за што ќе се користат средствата за чистење, сепак во јавниот оглас не е наведено за какви потреби ќе се користи алкохолот во општината. Истовремено општина Струмица преку јавен оглас бара годишен договор за уредување на сала за венчавки. Договорот предвидува поставување навлаки на столици, поставување на букети со природно, но и со вештачко цвеќе. Овие слични огласти јавно се објавуваат, но не секогаш јавноста ги приметува дали нешто е спорно во нив и дали се е законски. На увид на јавноста секога се покрупните сделки, како онаа на градоначалникот на Струга Рамис Мерко за набавка на нов службен автомобил. Ако се суди според анкетниот лист, Мерко нема собствен автомобил, но тоа не го спречува новиот градоначалник да се вози во луксузна службена лимузина. Општината со која раководи Мерко неодамна објави оглас за набавка на 4 нови автомобили, но еден од нив се издвојува. За својот службен автомобил Мерко бара да има најмалку 190 конски сили, 6 воздушни перничиња, сензор за дожд, кожни седишта и волан со звучни команди. Мерко не смета дека општината набавува луксузно возило. 190 конски сили е мало. Значи, тоа е Ауди 2000 кубици. Не е 3000. Не е 3500 кубици. Не е 5000 кубици. Како што ги имаат другите. Значи, сме отишли на помалото, зато го одредивме 190 конски сили. Во возниот парк на општината Струга откривме дека веќе има ваква класа на возило, Ауди А6, набавено во претходниот негов мандат, во 2010-та. За ова возило Мерко вели дека не е во возна состојба. Али тоа Ауди 6 има 6 незгоди, односно сообраќајки, и во никој случај не може да дојде да може да се вози. Купната набавка на новото возило и уште 3 други ќе чини околу 100.000 евра. Сумата е дополнително висока ако се знае дека општина Струга веќе е презадолжена. Колку е задолжена општина Струга? По некои проценки тоа е негдека над 7 милиони, но ве уверувам и го уверувам јавноста дека ова состојба за брзо време се надевам дека ќе ја разрешиме. Неговиот колега од општина Дебар, Ружди Лата, исто како и Мерко, сака удобно и скапо службено возило, па реши да ја разбие општинската каса, купувајќи джипот без малку 50.000 евра. Општина Дебар има само едно возило и тоа имаше Тигуан, бидејќи е теренот за такво возило, го променивме, дадовме старо за ново, пак зедовме Тигуан и тоа во лизинг. Значи, не е тоа што се кажува 50.000, него до 42.000 точно, во лизинг за 4 години, дур сум ја градоначалник, треба да го платам. Примерите со Лата и Мерко се само мала слика за тоа како се трошат општинските пари, дали новите возила се поприоритетни од дупките на улиците, лошата инфраструктура, проблемите со водата и канализацијата, но и долговите. Но расипништото не се гледа само преку големите тендери, некогаш индикатор за тоа се и така наречените ситни набавки. Тоа најдобро се илустрира преку примерот на општина Радовиш, која пред празникот на жените 8 март одлучи да набави 45 фигара како подарок за административките во оваа општина, која исто така е презадолжена. Откако веста излезе во јавноста, градоначалникот ретерираше тврдејќи дека е наместен, но не смета дека е расипништо трошењето на 40.000 денари за подароци. Тендерот е распишан без моје знаење за што ќе барам одговорност од вработените во оделението за јавни набавки. За 8 март 30 на наши службенички, но и од општина Конче ќе одат на дводневна екскурзија во Мелник, Бугарија. Ова екскурзија не ја плаќаме со општински пари, туку со пари од рудникот Бучим кој ни обезбеди спонзорство. Општините и град Скопје годишно трошат на 140 милиона евра за околу 4000 јавни набавки. Според анализата на Центарот за граѓански комуникации, најголем проблем е конкуренцијата на локалните тендери.
На мониторираните тендери имало просечно по 2,4 понудувачи, а на 35% од тендерите имало една или ниту една понуда. Анализата покажува дека иако тендерите траат се подолго, фирмите имаат се пократки рокови за изработка и за доставување на своите понуди. Постојат случаи во кои фирмите имале само еден ден за изработка и доставување на понуда. Проблем е и процентот на поништени постапки за јавни набавки кој изнесува 18%. Доминантни причини за поништување на постапките се високите цени и немањето понудувачи на тендерите. Купните долгови на општините се уште јавна тајна, но голем дел од нив имаат блокирани сметки. Токму затоа, уште поважно е домакинското работење на првите луѓе на општините, кои некогаш повеќе се грижат да набават скапи возила, па и по цена да возат по дупки и кал во своите општини. Тоа е состојбата, очигледно не гледаме промена, напротив. Како тогаш да се врати довербата на било кој понудуваш да учествува? Мислам дека да, прашањето е исто, дали не набавката наменска или ненаменска. Со фигарата е лесно да народот да свати дека е ненаменска набавката. Меѓутоа, замислете дека јавните... Да, не ја свативме намената никако нема. Државни институции распишуваат тендери за задолжителен систематски преглед на кој што наемуваат приватни здравствени фирми. Приимање на здравствени заводи, државни, пак платени од нас, за таа работа. Тука нема логика. Значи, државна фирма да оди на систематски преглед во приватна ординација, а имаме исто платени државни фирми за таа работа. Значи, или со возилата. Но никој не реагира на тоа. Имаме ли правилник дали градоначалник смее да купи возило од 50.000 евра? Немаме. Дали смее да јаде јасток? Или имаме ли да рече министер на ручекс може да потроши 50 евра? И толку. Дали за 50 евра ќе купи пица или ќе купи јасток или не, 50 евра е ограничувањето. Значи, ние мора да имаме репери во оваа земја, за да знаеме дали нешто е... Да, за 50.000 евра кола за градоначалник, знаеме дека не е. Значи, не е наменско, така? Знаете какви тендери има? Кола со 16 шаржери за CD-а, што ќе му се... За градоначалник исто така. Со не знам, со позади чајдлок, односно за врати сигурностни за деца. Деца ќе вози градоначалникот во колата. Значи имаме такви тендери, смешни имало, еве гледаме дека има и понатаму. Мора да се стави крај да се наменски да се гледаат набавките. Како да се стави крај? Како да се стави крај? Мора да делуваме и на свеста. Мораме за ваквите набавки да реагираме, да кажеме дека не се наменски, не се целисходни. Ете, градоначалникот на Радовиш се оправда, тој смета, дека вработените од општината ќе одат да го прослават 8 марта, тоа ќе го плати приватна компанија. Знаете, ова ме подсети на она кога прашувавме еден градоначалник дали вие навистина сте купиле опрема, принтери и компјутери за оваа политичка партија затоа што ви побарало за време на кампањата. Тој ни ја достави изводот од банка, да, како не сум платил и сум купил. Значи, луѓето, како да не се свесни дека тоа не е добро. Дека тоа така не треба да биде. Тогаш свативме ние дека тие таму градоначалници сметаат дека мора да направат како што ќе му кажат од партијата, па нека е и кривично дело. Овој сега градоначалник вика моите вработени ќе ги носи на 8 март сопственик на приватна компанија. Зошто? Во каква релација се општината и таа приватна компанија? Има ли други луѓе во таа општина на кои што треба да им се помогне? Значи, целата работа некако треба да ја вратиме назад и луѓето да почнат да размислуваат од аспект на целисходноста, од аспект на свеста, грижата за другите, да не се претерува, затоа што се заборавивме во сите овие ситуации на трошење, неконтролирано, по секоја цена, за истите пари може да се направат многу работи. Значи, мора да се смисли моделот или принципот да се уредат контрола. Но нема санкции за тоа. Еве, Герман спомнува, да, правилници. Значи, мора да се знае до колку пари може да се вози возило во институција, во јавна институција, во државна институција.
Градоначалниците имаат потреба, немаат потреба, имаат нека си возат собствени возила ако сакаат повеќе. Општината треба да си определи граници, лимит. Тоа е она планирањето на јавните набавки и планирањето на трошоците воопшто за текот на годината. За се нешто си дозволуваат да претераат и сето тоа сега он смислил дека сака да се купи кола и сега ние ќе дебатираме на тема од кај ќе ја купи. Дали тендерот ќе биде јавен или нема да биде јавен и која компанија ќе добие. А прво потребата дека не треба? Самата намера, да. Самиот градоначалник кажува дека како ќе се плати? Општината има долг од 7 Ама милиони. Он прво вели да, ви па после се надевам дека ќе го нема долгот повеќе. Од што ќе се плати таа кола? И тоа ли ќе остане долг? Значи има многу прашања. Луѓето треба прво да ја промениме свеста кај сите, па после да разговараме за правилата за јавните набавки. Вака ова нема да оди на добро. Дали знаете дека луѓето што ги работат набавките по институциите си ја мразат својата работа? Не ја сака? Зошто? Секојдневно се среќавам со они, велат само да ми ги тргнат набавките. Зошто? Имаме примери, еве патуваме сите во странство. Контактираме таму и со министри и со високи функционери, одиме и на вечери на ручеци со нив. Значи таму незамисливо е со ручекот да се пие, односно од буџетската сметка или од картичката на компанијата, на институцијата да се плати чаша вино или пиво. Алкохол се разбира, тоа е работен ручек. И се разбира дека таму има лимит. До толку пари. Па може тоа да биде најскромно салата или било што, ама нема да се претерува и не се пие, на никого не му паѓа на памет да нарача алкохол. Добро, општината гледаме нарачува за потребите на општината. Ме потсети тоа, едно време баба ми прозори бришеше со ракија, мислам. Да, оправдано, сигурно нема. Морам да го споменам дека опозицијската ВМРО ДПМН, лидерот Христијан Мицковски, пред неколку дена јавно го критикува тендерот на Елем, склучен за ископ на јаглен, склучен во 4 очи, нешто што практично 10 години го правеше истава оваа влада. И новинарите пресмета, неделникот Фокус ке објави дека последните 10 години се потрошени 230 милиони евра за надворешни фирми за ископ на јаглен, а опремата која новата влада вели дека ќе ја купи, чини 65 милиони евра. Кој ќе одговараме е моето прашање. Имавме на ние критиката на пред 2 години имавме анализа, околу 40 милиони евра годишно се плаќа на приватни фирми за ископ на јаглено. 40 милиони годишно. И ние уште тогаш прашавме, не можам јас да речам купете опрема поисплатливо е. Направете анализа дали ако купите опрема нема да е поисплатливо. Сега пресметката денеска се објави 62 милиони евра ќе кошта опремата ако си ја купи Елем. 40 милиони годишно плаќа, значи за година и пол ќе се исплати таа опрема и веќе тој трошок нема да биде трошок. Но тој трошок бил со години. Некому не му текнало дека многу плаќаме за оваа работа, дајте да купиме наша опрема. Мислам дека пак станува збор за нешто друго, не дека не им текнало, него дека тоа е еден начин да се излекуваат пари од Телем. Кој што се знае, нели, и кој го добиваше тендерот и сега каде, како се додели и кој го доби. Во Европска Унија вели до 20% е корупцијата во јавни набавки. Во Европска Унија. Замислете кај нас. Од милиарда 20% е 200 милиони, тоа е најмалку. Дали бизнисмените зборуваат сигурно нејавно, меѓутоа вака и во комората, за еве, кога се случуваат вакви набавки, тоа се вика провизија, мито на функционери на самите компании, дали за тоа јавно се зборува во бизнес секторот? Или е тоа нешто, или е јавна тајна? Предходно, опаднат интересот воопшто на компаниите да учествуваат, така што се помалку се разговара било за прашања како се учествува на тендерите, било за било кои критериуми натака, така што сметаме дека ни треба ревидирање на системот, како ќе стигнеме до тоа да добиеме најдобра вредност за финансиските средства кои што се издвојуваат, затоа што ние од аспект на бизнис заедницата
како корисници во системот, треба да бараме одговорност дали како се трошат јавните пари, меѓутоа од аспект на бизнис заедницата сме тука за да запрашаме кога веќе ќе се одлучи нешто да се набавува, дали ќе се набави соодветниот производ, односно соодветниот квалитет ќе се добие за тоа што ќе се одлучи, односно износот на средства што ќе се одлучи да бидат издвоени. Мислите дека во законот тие што ќе одлучуваат за квалитетот, тоа е соодветно регулирано, рековте треба правилници сите зборуваме, меѓутоа кој ќе ги донесе и со тоа ќе се елиминира или останува ова што ве праша првично? Ние изразуваме подготвеност, бизнис заедницата, значи секторски, ние во рамките на комората имаме 20 секторски здруженија по дејности, кои што би биле подготвени, ако биде потребно, да земат учество во подготовка на соодветни критериуми или услови, документација, се што би олеснило да се спроведува тој процес понатаму. Истото прашање и за вас, нели, договорите во 4 очи, а и сите други договори, тендери, недовербата, за сето тоа стојат големи провизии, мито. Стојат, меѓутоа Европска унија што вели во својот извештај со години? Нема документираност и нема истраги за корупција во јавните набавки. Нема кривични дела во статистиката поврзани со јавните набавки. Толкав процент на недоверба, на најголем легло на корупцијата во државата, нема ниедно докажано. Во сите земји на јавните набавки се број еден дејност која што е подложна на корупција и пак ќе кажам, ако во ОЕЦД и во Европска унија е на тој висок процент, значи они сами во колку таму се докажува? Тоа не е докажува, бидејќи имаме страни кои сите страни имаат корист во штетата е на граѓаните. Таму постојат постапки кои се водат и се очигледни работите. Таму не може да не се спроведе ако некој поднесе приговор или има жалба или реагира на тоа како се спроведува понатаму еден тендер кој што претходно е добиен. Барем во Европската унија постојат правила кои што се применуваат и тука работите веднаш се коригираат. Таму постојат и црни листи, ние само зборуваме за тоа. Кој може, кој не може да учествува на тендер и зошто некој треба да се исклучува од тендерите заради ситуации на судирни интереси, заради непријавување на такви ситуации. Деновиве некој ме исподели една цела шема на тоа како се поврзани директорите на клиниките со собствениците на фармацевтските компании. Што мислиме дека тука ќе се случува? Кога однапред работите како да се наредени и предодредени. Ама ние немаме систем кој што ќе профункционира за сето тоа го исконтролира и да изреагира на начин што ќе има на крајот и санкција за некого кој што излегува од правилата за јавните набавки. Значи тоа е она што кај нас недостасува и заради тоа останува се прикриено, отворено се договараат провизии. Ние сега правиме специјалното обвинителство работи на Скопје 2014 кој е очигледен модел на вие правите лично уште пред неколку години. Таа анализа, сега тоа го анализираме од аспект на заробена држава. Како уствари била заробена државата и секоја нејзина алка, зошто можело тоа така да се случи како што се случило. Колка ви се тие провизии вака неофицијално? Ние можеме само да нагаѓаме од аспект на тоа дека гледаме дека цените се несразмерни. Нешто што ние сме платиле многукратно повеќе, на друго место е платено многу помалку. Сега наједноставната логика е дека поголемиот дел од тие пари што се над сумата одат како провизии, односно се одлеваат и се предмет на перење на пари понатаму за да се појават некаде како легални. Но тука мораме да го анимираме целиот систем да се вклучи и да работи. И за крај, новиот закон ќе се спроведува следната година. Доколку се донесе, планот на владата во септември да се донесе некаде, да се спроведува следната година. Што до тогаш ќе се случува? Се уште трае процесот на јавни консултации, се уште ги сумираме предлозите, забелешките, сугестиите на компаниите. Планот е во следните 10 дена една сумирана информација да биде доставена до
подносителот, односно изготвувачот на нацрт текстот на законот, и очекуваме диалог каде што некои од работите кои што ќе бидат посочени ќе има простор за да се најде прифатливо решение, односно решение што ќе обезбеди добра примена на законот во практиката. Јавноста е сензибилизирана за тендерите. Јас памтам, ние кога се донесе овој закон, 2009 почна да се применува, кога почнавме да 8-9 да правиме мониторинг, што трае до денеска, дали имаше 3 текста годишно во медиумите за јавни набавки, за тендери, тоа беше баук тема. Сега секој ден има овој купил ова, овој купил Фигаро, овој купил Мерцедес, па овој ја откажува набавката. Значи јавноста веќе е сензибилизирана. 21 век информацијата пука, сака да се ослободи, нели сака да наоѓа начин. Сега треба да им кажеме на луѓето како е тоа да се работи на основа на критериуми, како е да се работи на основа на транспарентни постапки, конкурентност, надпревар. За тоа сега треба понатаму да зборуваме, затоа што тоа треба да се бара и од компаниите и од граѓаните. Ја гледам и на луѓето им е интересно сега, овој што купил, овој купил Фигаро, овој купил ова. Значи јавноста може да изврши притисок. Мислам дека се врши притисок. Што вели Тасева, кој ќе објасни на јавноста дека сега се критериумите? Па пак ние, на пример, едноставен пример, многу работам надвор за различни проекти кои што ги финансира Европската Унија и таму сум имала прилика и да учествувам да спроведувам јас тендер за нешто. Ми треба да се направи кампања или истражување или било што. И се пријавуваат компании, многу се јасни правилата, луѓето од Европската делегација доаѓаат, ама таму е се во децимала утврдено. Значи гледаш дека таков модел е и многу од помош. Едноставно те ослободува. Кога ќе имаш такви јасни правила и критериуми, ти не се секираш дека тука нешто можеш да направиш грешка. Ако учествуваат и повеќе луѓе во оценката на одредена, не знам, продукт или што ти е потребно, и ако се јасни правилата, тога нема никаков проблем. Тоа ќе биде полесно и за сите оние што викаат да ме тргнат од јавните набавки. Ви благодарам за учеството во емисијата. Тука е крајот на вечерашната топ тема на ваша страна. Останете со Телма, имајте пријатна вечер.